Почитувани граѓани, почитувани медиуми, најпрво сакам на медиумите да се заблагодарам што се денес тука со нас при оваа посета. Денес со министерот за економија Бектеши сме во посета на компанијата Везе Шари и на почетокот би сакал да му се заблагодарам на господинот Арбен за гостопримството. Изминатиот период владата е насочена кон стабилизирање на цените на основните прехранбени производи и еднаквост за сите е основата на моето работење. Затоа владата што е предводам делува на повеќе нивоа. Свесен за сите предизвици наметнати од економската и од енергетската криза, се залагаме за солидарност и праведност, водејќи грижа за тешката криза никој да не биде оставен сам да се справува со неа. Во разговор со вработените во компанијата Везе Шари, како и со почитуваниот господин Арбен, заклучивме дека мора да покажеме единство за доброто на државата и за доброто на граѓаните во оваа криза. Последно во низата замрзнување на цените на основните прехранбени производи се јајцата од кокошка. Со ова владата оневозможува зголемување на цената на производите пред велигденските празници и пред празникот Бајрам. Изминативе денови ме гледавте заедно со министерот Бектеши, често во обиколка на маркетите, на терен, заедно и со директорот на Државниот пазарен инспекторат, но истовремено и сите инспектори кои што се дел од Државниот пазарен инспекторат се на терен, за да точно утврдат дали мерките се почитуваат од страна на сите кои што се дел од пазарот и од продажбата на основните прехранбени производи. Можеме да заклучиме дека имаме редовно снабдување на целата малопродажба со сите основни прехранбени производи и дека во најголем дел се почитуваат мерките за ограничување на цените на основните прехранбени производи. Вие веќе знаете дека ја замрзнавме цената на лебот, замрзнавме цената на дел од тестенините, при што и ја намаливме, и ја замрзнавме и ја намаливме цената на дел од основните производи од млечната индустрија. За заштита на граѓаните донесовме и одлука која ги обврзува малопродавачите, минимум 70% од набавките што ги имале во текот на јануари и февруари во делот на снабдувањето со јајца од кокошка, да ги имаат и во периодот кога цените се замрзнати, што значи до 30 април. Ова е направено од причина што во нашата држава во моментов има најниска цена на јајцата, некаде 0,14 евроценти, додека цената на истиот производ во околните држави е најмалку 0,20 евроценти. Ова се конкретни мерки во кои нема недоречености и мора да се почитуваат. На терен досега инспекторатот има направено 500 контроли од инспекторските служби и тие ќе продолжат и во текот на наредните денови. Пред да се донесат антикризните мерки, деноношно имавме консултации со министерот за економија, во кој што беа вклучени и експерти, работодавачи, здруженија, представници на стопанските комори во земјата, производителите, како што е и директорот на овој огромен производствен објект. И целта ни беше како влада никого да не оставиме сам да се справува со последиците од оваа криза. Со мерките кои што ги донесовме во текот на 2022 година, а ги продолживме во 2023 година, околу 750 милиони евра насочивме токму кон потребите на граѓаните и кон задржување на ликвидноста на компаниите. Јас повеќе кати имам кажано, во кој било град или село во нашата држава да поминете, скоро секаде ќе наидете на табла дека некој проект е реализиран со средства од ИПАРД програмата финансирана од Европската унија. За нас е многу важно што сето тоа го гледаме заедно со нашите пријатели од меѓународната заедница и ја добиваме нивната поддршка кон градењето на економски силна и профитабилна земја, конкурентна на меѓународните пазари. Едно такво исклучително позитивно искуство е компанијата Везе Шари, кои преку оваа програма имаат инвестирано во модернизација на опремата за производство, како и за израда на современ земјоделско-сточарски комплекс. Компанијата Везе Шари го има финансирано најголемиот проект во државата, заедно со ИПАРД програмата, во зголемување и осовременување на нивното производство. Драго ми е што не само како држава, туку и многу компании во земјава го поддржуваат Европскиот зелен договор за одржлива економија кој подразбира претворање на климатските и еколошки предизвици во можности и придобивки за државата и за граѓаните. За поздравување е навистина домаќинското работење и иновативноста
и визијата на собственикот и на менеджментот на ВЗ Шари, кои што тоа го преточија во својата подружница Електрошари, која е прва биогасна централа во Република Северна Македонија, која произведува електрична енергија од 1 мегават час. Исто така, тие имаат и фотоволтаична централа од 250 киловати, што значи дека се навистина голем производители на електрична енергија, со што го подобруваат и енергетскиот биланс на земјата, а во најголем дел ги снабдуваат своите потреби со електрична енергија од свое собствено производство. Одговорна влада има сила, има одговорност и умее како да интервенира кога треба. Сето тоа го правиме за квалитетен живот на нашите граѓани и за заштита на компаниите. Пред да завршам, навистина сакам уште еднаш да се заблагодарам на гостопримството во оваа навистина голема компанија. Сакам да се заблагодарам на трудот, на посветеноста и на соработката која што имаме со господинот Арбен и со сите негови соработници во текот на сите овие изминати кризни месеци во државата, и навистина се покажа дека и стопанството и владата заедно со граѓаните можеме да ја пребродиме оваа економска и енергетска криза и на крајот да излеземе како победници и со зголемени пензии, и со зголемени плати, и со зголемено производство на електрична енергија, и со намалени цени, како што гледате во маркетите, и со замрзнати цени за да не се случува дисбаланс на пазарот. Уште еднаш голема благодарност и до министерот за економија, секако и до министерот за земјоделие. Ви благодарам.